Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, Господи. Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, чуj го гласот на моленјето мое. Кога повикувам кон Тебе, послушај ме, Господи. Нека се исправи молитвата моја, како земја пред Тебе, а воздигањето на рацете мои, како жртва вечерна. Послушај ме, Господи. Богородице, Дево раду. Денес, 26 ноември, според новиот стил, а 13 ноември според стариот стил, Светата Македонска православна црква празнува, си спомнува за светиот Јован Златоуст, патријарх цариградски, роден во Антиохија во 354 година од татко Секунд, кој бил војвода, и мајка Антуса. Учејќи ја грчката филозофија, Јован се згрозил од грчкото незнабоштво, ја усвоил христијанската вера како единствена и сецела вистина. Јован бил крстен од Мелети, патријархот Антиохиски, а потоа и неговите родители примиле крштење. По смртта на родителите Јован се замонашил и почнал строго да се подвизува. Тогаш ја напишал книгата за свештенството и тогаш му се јавиле светите апостоли Јован и Петар, прорекувајќи му голема служба, голема благодат, но и големо страдање. Кога требало да биде ракоположен за свештеник, ангел Божји им се јавил во исто време и на патријархот Флавијан, подоцна Мелети, погоре кој го споменавме, и на самиот Јован. А кога патријархот го ракополагал, се виделе два бели светли гулаби на главата на Јован. Прославен заради мудроста, подвигот и силата на зборот. Јован бил избран по желба на царот Аркадий за патријарх цариградски. 6 години управувал со црквата како патријарх со неспоредлива ревност и мудрост. Испратил мисионери кај незнабожечките келти и скити, ја сотрел симонијата во црквата, симнувајќи многу епископи симонисти, подкупливи. Ја расширил милосрдната дејност на црквата. Напишал посебен чин на светата литургија, ги посрамил еретиците, ја изобличил самата царица Евдоксија со својот златен ум и јазик го протолкувал Светото писмо и оставил на црквата многу драгоцени книги од своите беседи. Народот го прославил, завидливците го намразиле, царицата 2 пати го испраќала во прогонство. Во прогонство поминал 3 години и починал на сам ден крстовен. На 14 септември во 407 година во местото наречено Коман во Ерменија. Пред смртта повторно му се јавиле светите апостоли Јован и светиот апостол Петар, како и светиот маченик Василиск,
кој го славиме на 22 мај, во чија црква го примил последното причестување. Слава на Бога за се. Биле неговите последни зборови и со тие зборови душата на златниот патриарх била пренесена во рајот. Од моштите на светиот Јован Златоуст, неговата глава му почива во Успенскиот храм во Москва, а телото се наоѓа во Ватикан, во градот Рим. Богородице Дево, радувај се, благодрана. Параболата за 10 кесиња со сребро изложена во Евангелието според Лука ја образложува целата историја на човештвото до второто Христово доаѓање. Во неа Бог ни говори како Он, преку страданијата, смртта и воскресението, оди при својот Отец Небесен да го прими царството на човештвото кое е негово наследство од Отец. Оние што остануваат на земјата се делат на две групи, и тоа на оние што му служат на Бога преку послушание во верата и на оние кои водени од своето неверие не сакаат да го имаат за цар и да му служат со верност. На оние кои кон Бога пристапуваат со вера и подготвеност да му служат, им се даваат дарови од Светиот Дух преку светите тајни. Тоа се оние дарови кои во параболата која споменавме се споменуваат како кеси со сребро. Секој верник ги прима во себе заради служење во кругот на верниците. Кога верните од родот човечки по слободна волја ќе му се поклонат на Бога, тогаш повторно ќе дојде Христос како наследник кој ја примил власта над царството и негово прво дело ќе биде да им суди на слугите и да види кој од нас и што стекнал со благодата која му била дадена. Потоа ќе следи судење на оние кои не сакале да го признаат за цар, кои не поверувале во него, и на оние кои отпаднале од верата. Тие одлуки кои Господ Исус Христос ќе ги донесе на тој суд, ќе бидат непроменливи. И тоа сите ние треба да го запаметиме во нашите умови и секојдневно да се подсетуваме на тоа. Затоа, драги браќи и сестри, да се клониме од неверието. Но и верата да не ни биде празна, току да принесува добри и богоугодни дела како плодови на верата. Оти Бог, кого ќе го најде макар и со малку вера, но вистинска, искрена и плодна, за она малку сторено во Негово име, ќе биде награден многукратно повеќе според Неговата божествена љубов и многу трпеливото Божјо човеко. Си ти меѓу жените и благословен е плодот на Твојата утроба, зашто си